Македонија вечна, моја Македонија. Почитувани, пред да ве гушнам со љубов, прво библиски поуки. Мудроста на мудрите патот ни го осветлува. Биди брз да слушаш, а добро обмисли пред да одговориш. Кога помагате, да не знае левата рака што прави десната. Кој ја бара мудроста рано наутро, ќе ја најде како седи пред неговата врата. Нема подобар уметник од мудроста, а според раката на уметникот се пофалува делото. Почитувани, мора да внимава човекот на говорот на омраза. Што е тоа говор на омраза? Секој за своите потреби, во зависност на кое столче седи. Универзалните индивидуални права на постоење, идентификација, самоопределување, избор на колектив, национален, верски, културен, хормонски, се ликот, белегот, грбот на секој човек, фамилиарен, племенски, национален и државен. Секој говор со непочитување и непризнавање на некои од овие права на човекот е говор на омраза, затоа што негацијата на елементарните човекови права е навреда и создава чувство на загрозеност со потреба од реакција за самоодбрана. На акција, реакција и така во недоглед бесконечно, со раст на омраза, до взаемна негација, до уништување на другиот, различниот од мене. Силните, моќните го имаат мечот за пресекување. Но како да им треперат рацете од совеста кон македонците и Македонија. Сакам да верувам дека верувале во правичноста на своите постапки во минатото, но денес, гледајќи ја ранетата наша душа, како пак да пресекуваат на наша штета. Како да го разбереме тоа? Им порачуваме на сите дека ги почитуваме и ги сакаме христијански и се надеваме на конечно взаемна почит со еднаква земна, планетарна иднина за сите. Болката е производ на минатото, стравот на иднината. Денес, со ранети срце и душа, но со вера, надеж и љубов во нив. Македонија вечна, моја, наша Македонија.